гостинка во Дневникот, директорката на УЈПА, Сања Лукаревска. Добре дојдовте. Честит Добре Илинден на најдов. самиот старт. Да им го честитам на гледачите празникот Илинден, да се сакаме и да се почитуваме меѓусебно. Тоа е најбитно. Беше поприлично голем скандал обелоденувањето на информацијата, скандал со државна помош, околу колку 700 компании, ако не се лажам, кои што добија помош од државата, меѓутоа парите не стигнаа оному каде што требаше. И на крајот некако сето тоа се сведе зошто државата не тргна по-строго кон работодавците, наместо прво како реагираше јавноста, прво да почекаме да ги вратат, па потоа ќе ги објавиме јавно, веќе и се објавени јавно околу цела оваа ситуација. Значи, ние направивме соодветни анализи како Управа за јавни приходи, односно даночен орган, кој што целиот процес на спроведување на оваа мерка, почнувајќи од поднесувањето на барањето, па се до оние декларации кои што беа поминувани преку МПН системот, го спроведовме и на крајот направивме соодветни анализи за месеците април и мај. Трагично е тоа што има околу 120 компании кои што истиот принцип го спровеле, односно си ги земале парите работодавачите за себе и за април и за мај. А всушност ја добиле таа соодветна помош. И навистина дадовме се од себе како институција да ги спроведеме мерките максимално транспарентно и ефикасно. Меѓутоа, за жал, очигледно дека нашиот труд падна во вода кога видовме дека има вакви случаеви со вакви компании. Напоменав и јас во самата пресконференција дека Законот за даночна постапка и како процес на еден вид присилна наплата овозможува најпрвен да се поднесе опомена. Меѓутоа, тоа не значи дека ние ќе застанеме тука кај опомените. Дел од овие средства кои што беа предвидени за државната помош доаѓаат и од Светската банка. Светска банка имаше јавно обраќање преку соодветен документ дека навистина ја следат будно оваа ситуација. Како реагираше Светска банка првично? Па искрено не очекувавме ни ние, па ни тие дека може вакво нешто да се случи и секако дека чувствуваат дека и самите институции кои што ја утврдиле оваа неправилност, ако може така да се каже, односно скандал, како што го кажавте и вие, дека сепак постои контролен механизам и дека и таму ќе се спроведуваат одредени истраги. По оваа прилика сакам да кажам дека комплетните листи кои што ги доставивме ние до Светска банка, независно дали некои компании имаат од кога го алармиравме овој случај, независно дали имаат платено, односно ги имаат исплатено парите кај работниците, сепак ќе бидат предмет на понатамошно истражување. Што значи тоа? Тоа значи дека од кога објавивме, од кога одржавме пресконференција, можеби некои од компаниите се пронајдоа во тие бројки кои што ги кажавме алармантни и веднаш ја направи исплатата на работниците. Меѓутоа, тоа не значи дека тие ќе бидат иземени од било какви следни контроли. Казни ќе има за сите, дури размислуваме како институција да направиме и посебни контроли и по други основи, не само по овој основ, дали воопшто ќе зошто го направиле сето тоа и зошто сакале да го изиграат системот, туку да направиме и контроли по основ на другите даноци. Кои би биле санкциите, кои би биле казните за, еве ќе кажеме газдите, бидејќи во принцип тие нервираат кога некој ќе ги нарече газди за работодавците, бидејќи на крајот од денот коморите тие беа кои што практично и беа најгласни во барањето помош за COVID-19. Ние имаме денеска, условно кажано, денеска молк од бизнисмените после овој скандал кој што се обелодени. Какви санкции, какви казни може да очекуваат работодавците? На крајот од денот постоеше ли опција парите да не одат кај собствениците, кај работодавците, туку директно во џебовите или на сметките на работниците? Значи беа разгледувани повеќе опции, меѓутоа и во разговори со Светска банка, бидејќи тие се главни помагатели исто така во оваа уредба и во оваа мерка за месеците април, мај и јуни исто така, беше соодветен принципот дека треба да одат директно кај работодавачите, а исто така разговаравме и со повеќе други засегнати страни и го најдовме ова решение на некој начин, ако може така да се каже. Меѓутоа не е сега проблемот да обвинуваме што би било, кога би било, затоа што сепак работодавачите се тие кои што треба да се грижат за своите работници. И принципот на овие уредби беше дека треба да се зачуваат работните места. Во делот на казните и премиерот на владата Оливер Спасовски кажа дека во вторник ќе превземат соодветни чекори владата, со што ќе го испратат сиот овој листинг до јавното обвинителство, значи ќе се превземат сите оние соодветни мерки, дури кривична одговорност ќе има.
Во нашиот дел тоа значи дека покрај тоа што ќе спроведеме присилна наплата, исто така во самата уредба постојат одредби дека ќе треба да се вратат сите тие средства кои што ги земале работодавачите, исто така дека ќе се постапува по однос на прекршочните одредби од Законот за прекршоците, каде што нели согласно повеќе критериуми ќе се одмери глобата, тука е Законот за работни односи, Законот за придонесо задолжително социјално осигурување и така натаму. Ве контактираа или ги контактиравте ли коморите, кои што беа најгласни? И тоа беа дел од реакциите по социјалните мрежи. Прашајте ги сега стопанските комори, бидејќи тие беа најгласни. Како сега тие ќе ги заштитат нивните членки, односно работодавците? Буквално со сите разговаравме, дури во Стопанската комора на Македонија направивме соодветни обуки за сите оние компании кои што сакаат да аплицираат за овие мерки. Разговаравме и повеќе со синдикатите, мислам тие се оние институционални разговори кои што ги имаме. Дури сега кажуваат синдикатите дека има одредени фирми кои што не се на листингот, меѓутоа тука сакам да информирам јавноста дека претпоставуваме дека станува збор за фирми кои што земале државна помош, меѓутоа не цела државна помош ја исплатиле на работниците, односно направиле одредени задршки. Тој список, тој листинг, за да ја видиме оправданоста на задршките, ќе го доставиме и до Министерството за труд и социјална политика, затоа што некаде има задршки од 1 денар до 39.000 денари. И да ја видиме таа основаност, значи тоа ќе биде еден втор листинг, па да видиме онаму каде што е направена одредена корекција на пресметките, па отпосле е пуштена соодветна друга декларација, дали и таму има одредени прекршувања. Имаш информации исто по социјалните мрежи, меѓутоа малтене некои јавно излегува дека дел од работодавците кои што ги давале помошти или ги давале платата на работниците, потоа работниците морале во кеш да ја враќаат назад. Да, од кога ја информиравме јавноста за ваквиот случај, за овие анализи кои што ги направивме, тогаш почнаа да стигнат и огромен број на преставки и пријави до нашата институција, со која што баш го тангираат ваквиот ист проблем, дека земале пари, па после им биле вратени. Тука веќе ќе мора да постапиме заедно со Државниот инспекторат за труд. Ова значи дека овој проект е комплетно изигран од работодавците кои што се споменети? Не, станува збор значи за дел работодавачи. Тие би требало да... Колку рековме, околу 600-700 компании, 1700 вработени. Да. Колку вкупно добија помош? Тоа станува збор за 24 милиони денари. А колку компании? Вкупно 708 компании. Тоа се тие кои што овакво, колку вкупно компании добија државна помош? Значи да, вкупно во месец април имаме 19.780, во месец мај скоро иста бројка 19.938 и за јуни месец имаме 17.905 компании. И сега со оглед на фактот што сите најавуваат дека следува нов бран, особено по септември и октомври од COVID-19, веројатно ќе треба да се интензивираат овие мерки. Што мислите сега како Светска банка би реагирала доколку пак ние како држава побараме помош но сега имаме една негативна полпозиција, ако можеме така, не е полпозиција, туку негативна стартна позиција практично. Па се надевам дека во следниот период кога ќе се прават сетовите на мерки, дека ќе се размислува буквално на сите можности, меѓутоа ние не може да го ставиме на парче хартија во уредба и оној принцип на општествената неодговорност кај одредени компании. Затоа што потенциравме постојано и јас и сите оние министри од економскиот тим на владата дека станува збор за зачувување на работни места, а не изигрување на целиот систем, затоа што секој работодавач кога аплицираше за да ја користи оваа мерка, потпише и соодветна изјава дека гарантира за податоците кои што ги дава во тоа барање БФПИП по целосна кривична и материјална одговорност. Можете ли да гарантирате сега работниците кои што не ги добија парите од работодавците кои што го изиграле практично системот или државата, дека на крајот сепак ќе ја добијат таа помош или тие 14.500 денари? Апсолутно ќе се бориме да го најдеме вистинскиот механизам како сега тоа да го направиме преку система за да можат да легнат парите кај оние работници кои што биле обесправени во овој случај. Тоа секако заедно и со инспекторатите, со генералниот секретаријат на владата кој што беше и главниот исплатувач на оваа државна помош. Кога веќе ве имам овде во студио, COVID-19, обично септември е период кога се прави ребаланс на буџетот, кај нас септември претпоставувам ќе се прави влада или некаде крајот на август-септември. Приходи, расходи, како ви е планирано собирањето на даноците, како оди во COVID криза?
Јас можам да кажам задоволително. Тоа е она најоптимистичко сценарио кое што го имавме, иако очекувавме многу полоши бројки, ако го земеме во предвид и фактот дека не спроведувавме присилна наплата, можеби од месец март па наваму, веќе сега од 1 јули нели продолжуваме со принципот на присилна наплата. Така да излеговме во пресрет на даночните обврзници, независно дали станува збор за правни или физички лица, беа донесени огромен сет на мерки. Намалени се приходите во буџетот? Значи, ние имаме заклучно со месец јули, бидејќи очекуваме за уште еден ден да имаме податок. Имаме само 4%, уште 4% недостасуваат за да го оствариме планот за месец јули, што сметам дека е повеќе од одлична бројка. Од март, ковид планот или Тоа е план кој што го има управата за јавни приходи, кој што го прави на месечно ниво, на квартално ниво и на годишно ниво. 4% рековте за да го застигнете нивото кое што сте го предвиделе, меѓутоа во споредба со лани е значително помал или кога не, во немавме споредба ковид? со планот. Аха. Значи ние зборуваме во споредба со споредба планот, со кој што вашиот го план, имаме, во споредба со лани, нашиот приходите план. се значително намалени или? Имам 5,14% зголемување на ДДВ-то за месецот во споредба со истиот период лани. Мало намалување од 1,7% за данокот на личен доход и поголем пат имаме кај данокот на добивка, меѓутоа дополнително треба да се дообработат одредени даночни биланси, да се прокнижат, затоа што нели имаме одредени компании кои што пред време ги платија месечните аконтации за данокот на добивка, така да сме во една одлична кондиција, плюс да не заборавиме дека имаме 6,32% вратено повеќе поврат за периодот јануари-јуни 2020 во споредба со истиот период 2019. Можеби не е ваше да одговорите, но се размислува за ребаланс на буџет? Тоа би требало да го утврди Министерството за финанси. И кога веќе ве имам овде, сосема за крај, бевте носител на изборна листа број 2, односно тандем носител Оливер Спасовски и вие. Дали Сања Лукаревска останува на челната позиција на УЈП или заминува во пратеници? Тоа ќе треба да го одлучи едниот премиер Зоран Заев. Има ли преговори? Се водат ли преговори за нова Не ви влада? знаела да ви кажам, очекуваме нели како што слушам и јас од медиумите после 2 август како што се зборуваше секаде. Веројатно после конститутивната седница закажана за 4. Да. Благодарам што бевте дел од дневникот на телевизија 24. Ви благодарам и на вас на поканата.